споредено 2008-2012 година може да се евидентира пад на трговската размена од околу 20%. Но она што е многу поалармантно е дека во голем обем се намалува извозот на македонски производи во Грција. И тоа, ако во 2008 година извозот бил повеќе од 100 милиони долари, сега во првите 3 месеци од 2012 година од Македонија во Грција се извезени стоки за 39 милиони долари. Во размената, односно во извозот, во извозната структура од Македонија во Грција доминираат текстилните производи, производи од делот на металургијата, прехраната и тутунот. За разлика од 2008, кога Македонија остварила суфицит во размената со Грција, оваа 2012 година, односно во првите 3 месеци од 2012 година, евидентиране едва 25% покриеност на извозот со увозот, или тоа би значило дека имаме дефицит во размената. Тој дефицит е пред се резултат на евидентирање на нафтата и нафтените деривати на увозната страна, односно во 2008 увозот на нафтени производи не бил евидентиран во статистиката во трговската размена меѓу Македонија и Грција. Ваквите статистички податоци може да нас очуваат во две размислувања. Едно, дека производите во Грција сега стануваат поевтини, па затоа грците се одлучуваат помалку да увезуваат производи од Македонија. И второ, дека поради кризата престанат е обемот на работа на одредени индустријски капацитети во Грција, зашто говори и увозот на металуршки производи од Македонија во Грција. Драстично, за дури 7 пати е намален обемот на извезени металуршки производи од Македонија во Грција, што значи дека таму има намален обем на работа. Додека намалениот увоз на прехранбени производи, намалениот увоз на текстилни производи од Македонија во Грција, пак може да биде сигнал дека производите во Грција, цените на овие производи во Грција се поевтини, па грците одлучуваат помалку да извезуваат, односно повеќе да трошат сопствени производи. Се повеќе грчки компании го селат својот капитал, бизнисот од Грција во соседните земји во насока на барање на посигурни услови за работа и подобар начин како да го оплодат повеќе својот капитал. Ситуацијата покажува дека најголем број од компаниите од Грција својот капитал го преселиле во Бугарија, во областа Сандански. Стопанската комора на Македонија ги следи овие случувања и од почетокот на годината алармираше дека има ваков тренд и дека Македонија треба да го следи ова движење на капиталот од Грција во соседните земји, и тоа можеби треба да биде сигнал за Македонија да види кои се потребите на грчките компании и како повеќе грчки компании да привлечеме во Македонија и на крајот ефектот да биде поволен и за македонската економија.